Редакцијата на Слободен печат започнуваат вести. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Попладнево во 17 часот од предработничкиот дом тргнува поворка работници за да го изразат своето незадоволство од висината на платите и да побараат зголемување од најмалку 6.000 динари, за минималната да се искачи на 600 евра. Лидерот на Сојузот на синдикати Слободан Трендафилов порача дека овој протест е за вашите деца, за вашите ќерки, за вашите синови, за да ги зачуваме нашите семејства во Македонија и да не заминуваат во странство. А премиерот Христијан Мицкоски на ТВ21, говорејќи за барањата на синдикатите за повисоки плати, откри дека по истиот принцип како што од самиот почеток на оваа влада се потпишаа колективни договори со синдикатите во образованието и во здравството, се зголемија платите во МВР, одбрана и се инвестираше во примањата на вработените во центрите за социјални работи. Се водеа и преговори и за зголемување на платите на административните службеници за 8% годишно или реален раст за 40% за 4 години. Но истите преговори со репрезентативните синдикати пропаднале, бидејќи, како што рече, некој бил политички заробен. Товарниот сообраќај и натаму останува блокиран поради протестот на транспортните превозници од Западен Балкан, кои од завчера поставија камиони на граничните премини кон Шенген зоната, барајќи од Европската унија да се измени правилото за електронска евиденција за престој во Шенген зоната во согласно со правилото 90 од 180 дена. Првичните проценки на коморите се дека штетите од блокадите дневно изнесуваат 100 милиони евра за регионот, од кој во протестот се вклучени камионските транспортери од државава, од Србија, од Црна Гора и од Босна и Херцеговина. Премиерот Христијан Мицкоски очекува да се надмине проблемот на македонските превозници. Прашање, како што изјави вчера, е отворено уште од септември со Европската комисија. По двете одржани блокади од граѓанската иницијатива Стоп за Усија најавија дека во сабота на 31 јануари ќе се одржи протестен марш со почеток во 12 часот, како притисок за, како што велат, поефикасна институционална реакција за правото на чист воздух во Скопје. Маршот ќе стартува пред владата, ќе продолжи кон собранието и ќе заврши пред Министерството за животна средина и просторно планирање. Ревизорскиот извештај за 2024 година откри сериозни неправилности во работењето на општина Охрид, поради што Државниот завод за ревизија даде неповолно мислење за финансиските извештаи и за усогласеноста со законската регулатива. Општината нема донесено урбанистички планови за 20 населени места, не презела мерки за отстранување на бесправно изградените објекти, особено во заштитените подрачја, а дел од градбите се изведувале без одобренија и без платени комунални давачки. Дополнително, не е донесен ниту урбанистички план за крајбрежниот појас на Охридското езеро. ДЗР даде низа препораки за надминување на состојбите, а извештајот за Охридскиот регион треба да биде доставен до УНЕСКО до 1 февруари. Доколку препораките не се спроведат, постои ризик Охрид да се најде на листата на светско наследство во опасност и да го загуби заштитениот статус. 3 месеци откако жителите на кулите Джевахир Скај Сити се пожалија од огромната депонија во околината на неколкуте контејнери поставени за потребите на овој комплекс, во кој живеат повеќе од 3000 жители. Историјата се повторува. И сега повторно на истата локација е оформена еден вид разгранета депонија. Контејнерите се полни, а ѓубрето околу нив не е концентрирано на едно место, туку е распространето на стотиците квадратни зелена површина зад комплексот. Слободен печат испрати прашања до јавното претпријатие Комунална хигиена, која е причината повторно да се создаде олкава количина отпад зад Джевахир. Дали ќе се активираат да ја расчистат оваа локација или пак дали комуналните инспектори изрекле казни за несовесните граѓани што на овој начин го одлагаат својот отпад, но оттаму не добивме одговор.
Премиерот Христијан Мицкоски вчера, одговарајќи на новинарски прашања, откри дел од неговата агенда на Светскиот економски форум во Давос, но и детал кој досега не беше познат. Премиерот рече дека во Давос не бил статист и дека не стоел по ходници за да бара селфи со учесниците, туку и самиот учествувал на 3 панел дискусии. Мицкоски рече дека добил аплаузи од присутните, но и дека нема снимка што тоа го покажува, бидејќи не било дозволено да се објавуваат видеа од овие настани. Иако на неговата Facebook страница уште додека беше во Давос, тој објави видео од една од панел дискусиите. Најмалку 4 луѓе загинаа во напад на руски дрон врз патнички воз во регионот Харков во источна Украина, соопшти председателот на државата Володомир Зеленски. Уште 4 се уште се водат како исчезнати, а 2 се повредени. Според Зеленски, во возот имало повеќе од 200 патници. Уште вести од светот. САД објавија планови за одржување повеќе дневни воени вежби на Блискиот Исток, додека распоредуваат она што Доналд Трамп го нарече армада предводена од американскиот брод Абрахам Линколн во регионот, како дел од нападнатиот судир со Иран. Доколку Белата куќа посочи дека би можела да започне нови напади врз Иран по владината репресија врз преддемократските демонстранти, во која илјадници луѓе загинаа, а многу други се во притвор, а нивната судбина е неизвестна. Американскиот претседател Доналд Трамп им противречи на изјавите на водечки владини представници на болничарот Алекс Прети, кој беше убиен за време на викендот во Минеаполис. На прашањето дали Прети, кој бил застрелен од федерални агенти за време на интервенцијата, бил атентатор, Трамп одговори со не. Смртта на Прети, рече тој, била едноставно многу несреќен инцидент кој мора да се истражи. Откако се приклучи на НАТО пред речиси 2 години, Шведска ја поминува и оваа зима размислувајќи за воведување на еврото. Сепак патот до промена на валутата е долг, а владеачката коалиција за почеток најавува анализа на предностите и недостатоците од таков потек. По Бугарија, која го воведе еврото на 1 јануари оваа година, се чинеше дека иднината на проширувањето на еврозоната барем привремено нема перспектива. Освен Шведска, Данска, Унгарија, Полска, Романија и Чешка не го користат еврото во Европската Унија. Само Данска не е обврзана да го воведе еврото, бидејќи беше ослободена од Мастришкиот договор од 1992. Малку вести од спортот. Контроверзниот детал од самата завршница на дуелот меѓу Унгарија и Шпанија сигурно ќе биде предмет на жестоки дебати во ракометните кругови, бидејќи една единствена ситуација имаше потенцијал да внесе целосен хаос и во резултатот, но и во пласманот во групата 2 на Европското првенство. Со ова реми, Унгарија ги загуби шансите за пласман во следната фаза, но исто така и Шведска ја остава за Исланд. На Европското првенство во ракомет за мажи денес на распоредот се надпреварите од последното коло во главната фаза. А за крај временска прогноза. Сив ден пред нас. Густи облаци ќе го покријат небото, ќе врне и дожд. Во земјата ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Максималните дневни температури ќе изнесуваат од 8 до 12. Во Скопје времето ќе биде облачно, попладне ќе има повремен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Сообраќајот на државните патишта во земјава се одвива непречено, но по наместа коловозите се влажни. Намалена видливост поради магла до 50 метри има на патниот правец Куманово Крива Паланка, до 100 метри на правците Делчево, Македонска Каменица и Катланово Вес. Додека видливоста од 100 до 150 метри е намалена на патиштата Градско Неготино и Неготино Демир Капија. Ви благодарам што погледнавте уште едни вести на Слободен печат. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.